Почитувани, оваа емисија на Агенда 35 е посветена на европските фондови. Влезот во ЕУ ќе значи отворање на овие фондови и многу европски пари што ќе можат да ги користат македонските институции и граѓани. Ова верување е едно од главните кои што еврофилите го користат за да ги убедат граѓаните колку се важни интеграциите. Но Македонија веќе користи европски пари преку програмите за предпристапна помош. Проблемот е што честопати овие пари не се доволно абсорбирани поради слабиот капацитет на институциите и недоволната информираност на граѓаните. А тука секако и аспектот на корупција. Дали Македонија доволно ги користи европските пари и зошто не? Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате: македонската администрација се уште се учи како да ги користи европските фондови, што преземаат властите за поголема искористеност на овие пари и кои се ефектите за државата, зборува министерот за финансии Драган Тевдовски. За тоа како зголемувањето на искористеноста на европските фондови ја подобрува конкурентноста на земјоделството, разговаравме со директорот на платежната агенција Николче Бабовски и со корисници на пари од ИПА. Интервју со Никола Бертолини, раководител на сектор за соработка во делегацијата на ЕУ во Скопје. Долгите бирократски процедури, но и македонскиот менталитет да не се почитуваат рокови, се главна пречка за успешна искористеност на предпристапните фондови. Останете со нас. 260.000 евра дневно или околу 100 милиони евра годишно земјава има на располагање како средство од инструментот за предпристапна помош на Европската Унија или скратено ИПА. Од речиси милиарда евра кои се дадени на располагање на земјава и тоа преку две програми, едната од 2007 до 2013 година и тековната која што почната во 2014 и ќе трае до следната година. Таа, преку три компоненти, има искористено само 527 милиони евра, што е повеќе од половина. Од овие половина милиарда евра, 326 милиони евра се европски грантови, додека остатокот од 201 милиони евра се обезбедени од нашиот државен буџет. Овие фондови се поделени во 5 компоненти: транзицијска помош и институционална надградба, прекугранична соработка, регионален развој, развој на човечки ресурси, рурален развој. Секторот за финансирање и исклучување на договори во рамките на Министерството за финансии управува со проектите од три компоненти: ТАИП, регионален развој и развој на човечки ресурси. Со европски пари спроведени се 415 проекти. Најголемата искористеност на фондовите, велат од секторот за финансирање, има во компонентата за регионален развој, преку која се финансирани проекти во транспортот и животната средина. Автопатот Демир Капија Смоквица, како еден од најголемите проекти, и десетици други представуваат зрела листа на проекти и одлична основа за акумулирање на што повеќе средства од вториот програмски период. Во однос на ИПА 1, чија реализација на проектите заврши на крајот на 2017 година, ние во 2017 година, посебно во втората половина, сериозно го подигнавме степенот на реализација и морам да кажам дека апсолутно правиме се да го подобриме користењето на овие фондови. Секако дека постојат работи што може да се подобрат и ние ќе бидеме задоволни кога ќе имаме целосна искористеност. Во поглед на квалитетот на овие фондови, се мора да се каже дека тие се драгоцени за земјава, бидејќи во основа се пари на даночните обврзници на ЕУ, кои што во форма на грантови доаѓаат тука и помагаат на нашата земја за многу важни работи. Ние како Министерство за финансии морам да кажам дека имаме одлична соработка тука со делегацијата на ЕУ, но и со луѓето од Европската комисија во поглед на поддршка за спроведување на вакви проекти. Иако од финансии велат дека засега не може да се измери степенот на искористеност на тековната ИПА програма, министерот очекува да се реализираат што повеќе проекти финансирани со европски пари. За голем број тендерските постапки се во тек или пред започнување и најголемиот дел од нив ќе се спроведуваат до 2025 година.
Ефектите, додава министерот, се трансформирање на администрацијата и прифаќање на европските стандарди во работењето и обезбедување поквалитетни услуги за граѓаните. На крајот главни корисници на овие средства кои што доаѓаат од ЕУ се граѓаните, бидејќи кога се прави подобар пат кој што ја забрзува комуникацијата, значи на крајот граѓаните добиваат, или кога станува збор за пречистителна станица, таа директно влие на подобрување на животната средина во која што живеат граѓаните. Еве, ЕУ финансира различни пречистителни станици на отпадни води, кои што зафаќаат некои 30.000, некои 100.000 граѓани, но тоа е подобрување на животната средина. Или кога се реконструираат училишта, директно нашите деца имаат многу подобри услови за работа. Ние последен пат имаше реконструкција на училиште во Кумановско село, кое што со ЕУ средства добило многу по-добар изглед, внатре условите се како што треба. Една од институциите што користат европски фондови преку ИПА и јавното обвинителство. До сега финансирани се вкупно 10 проекти кои овозможуваат јакнење на капацитетите и на обвинителите и на обвинителствата. Во тек е реализација на исто така исклучително важни проекти за јавното обвинителство. Овде би сакал да го спомнам ИПА 2014 проектот, кој што има посебно значење, посебна тежина за нашето работење. Со овој проект се склучи договор за градежни работи за адаптација, односно реновирање на 11 канцеларии, односно 11 седишта на основни јавни обвинителства низ државата. Тука се реновираат, се адаптираат простори на основните јавни обвинителства во Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Битола, Кавадарци, Велес, Куманово, Штип, Струмица и секако основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Значењето на овој проект е големо. Јавноста веќе знае дека сите овие обвинителства работе и функционираат во навистина недолични услови, услови кои практично не овозможуваат целосна имплементација на надлежностите кои ги имаат основните јавни обвинителства согласно на Законот за јавно обвинителство и Законот за кривична постапка. Со пари од ИПА-2 во втората половина на 2019 година конечно ќе почнат да се подготвуваат и ставаат во функција истражните центри на обвинителствата. Во ревидираниот стратешки документ на земјата за ИПА од август минатата година, Европската комисија нотира и бројни ризици во областите во кои се спроведуваат ЕУ проектите, а кои можат да влијаат на нивното понатамошно користење. Затоа, за зголемување на влијанието, финансиската помош од ЕУ ќе се концентрира на областите каде што реформите или инвестициите се најпотребни за да се исполнат критериумите за пристап. ИПА-2 посебно да се фокусира на клучните стратешки приоритети, на зајакнување на секторскиот пристап и на обезбедување видливост на напорите на ЕУ во земјава, стои во документот. Инструментот за предпристапна помош на земјава е на располагање до влезот во ЕУ. Кога ќе стане дел од европското семејство, земјава ќе ги има на располагање кохезионите фондови, наменети за проекти во областа на трансевропските мрежи, транспортната инфраструктура и животната средина, за земјите членки, чии БДП по глава на жител е под 90% од просекот на Унијата, и структурните фондови, наменети за целите во земјоделието, за регионалниот развој, за социјалната сфера и за рибарството. Овие фондови се израз на солидарност меѓу земјите членки и регионите во ЕУ. Овие фондови се неколкукратно повисоки од ИПА фондовите. Индивидуалните земјоделци и компаниите од овој сектор досега искористиле 22,4 милиони евра од европските предпристапни фондови за поддршка на земјоделството, односно ИПАР-2 програмата која што трае од 2014 до 2020 година. Тоа е околу 28% од вкупно расположливите 80 милиони евра. Споредено со ИПАР-1 програмата која што се реализираше од 2007 до 2013 година, а македонските земјоделци на 12 јавни повици искористиле само 16 милиони евра, односно 17% од вкупната сума, сега искористеноста се зголемува. Директорот на Агенцијата за поддршка на земјоделството Николче Бабовски објаснува дека овие 22,4 милиони евра се одобрени само на 3 јавни повици за неполни 2 години. Дека интересот на земјоделците за овие европски фондови е многу поголем, покажува и вкупната сума што ја побаруваат, а надминува 55 милиони евра. Овие апликации допрва ќе се одобруваат и потоа ќе се склучуваат договори. Бабовски вели дека агенцијата има и капацитет и пари да ги одобри најголем дел од пристигнатите апликации.
навистина ние се трудиме максимално да ги зголемиме своите капацитети, да ги поедноставиме процедурите за апликација, затоа заедно со Министерството за земјоделие, односно менаџи, ауторити или телото за управување со ИПАР средствата која се наоѓа при Министерството, организираме инфоденови, организираме сесии, работилници, во кои што навистина на еден пластичен начин преку примери за апликација покажуваме како тие апликации треба да се припремат, што треба да содржат, а воедно и одговараме на сите нејасноти и сите прашања од страна на апликантите кои се појавуваат. И заради тоа е и толкавиот број на пристигнати апликации и голема сума на побарани средства. За искуството со аплицирањето и користењето на европските предпристапни фондови за земјоделството разговаравме со менаџерот за производство на тетовската компанија од местната индустрија Лекер. Крсте Поповски вели дека компанијата досега 2 пати реализирала инвестиции финансирани со помош на ИПАР во вредност од околу 600.000 евра и повторно аплицирала на последниот повик. Самото аплицирање на ИПАР по соодветните мерки навистина не е наједноставна. Точно дека таа постапка е малку пообемна, но она што е најважно во моментот е тоа што сите оние кои сакаат да аплицираат морат претходно да бидат добро информирани за каква процедура станува збор. Процедурата трае долго, се зависи од очекувањето на апликантот. Ако истиот е доволно информиран, тој ќе биде свесен колку долго трае процедурата, која е потребната документација. Можам да потврдам од нашето искуство дека секој наредно аплицирање е поедноставно, е побрзо и не е толку сложено. Првиот циклус беше можеби најсложениот, но откако ние свативме како е процедурата, како се одвива, откако ние веќе се екипиравме и откако ги завршиме целосно сите проекти, самото аплицирање и прибирање документацијата стана многу поедноставно. Поповски вели дека користењето на овие фондови од ИПАРД и помогнало на компанијата да го модернизира производството и да понуди на пазарот поконкурентен производ, како што од нив очекувале потрошувачите. Следејќи ги барањата на сосвените потрошувачи, ние увидовме дека во самиот процес на производство имаме постојано потреба од воведување на нови технологии, на нови машини, нова опрема, се со цел да одговориме на барањата на нашите потрошувачи. На тој начин, тие секој пат го добиваат нашиот производ подобар, поквалитетен, поконкурентен. Е вистинскиот збор за оваа работа, затоа што на крајот на денот сите наши производи се споредуваат со големите компании и производители, а користејќи ги овие средства кои што се на располагање преку ИПАР програмата, ние стануваме многу поконкурентни со истите. Така да нашиот производ станува многу подостапен и едноставно веќе не заостануваме со технологијата и со квалитетот на производот зад големите производители. Дека ефектите од искористувањето на европските предпристапни фондови за поддршка на земјоделството се огромни не само за компаниите од овој сектор и индивидуалните земјоделци, туку и за целата економија, зборува и директорот на агенцијата Бабовски. Со самото стекнување со современа механизација која што е директно на располагање на самите земјоделци, заштитни мрежи, системите капка по капка, објектите во кои треба да се чуваат производите, калибратори, пакување на производите, исто така во преработувачката индустрија, значи преработувачката на месо, млеко и други производи кои што се од примарното производство, ние како држава го зголемуваме, односно количината на финален производ кој го пласираме на домашниот и на другите пазари. Со тоа имаме зголемување на бруто домашниот производ, така да економската корист од тоа се мултиплицира. Бабовски најавува дека до крајот на годината ќе следуваат уште неколку јавни повици за да може да се искористат што повеќе од вкупно расположливите 80 милиони евра од ИПАР 2. Властите очекуваат дека зголемената искористеност на овие европски фондови, кои имаат за цел да го модернизираат земјоделството и преработувачката индустрија, допрва и статистички ќе прикажат пораст на земјоделското производство и извозот.
Mr. Bertolini, thank you very much for being with us today. When we are talking about the instruments for pre-accession assistance, people usually don't understand actually what it is about. They think that there is some amount of money, European money, that you're willing to give to the country, but they don't understand actually the point and which areas are they dedicated to. Can you explain us more about the funds? Yes. Well, first of all, thank you very much for the interview. The European Union funds, we should speak about the EU funds. Actually, IPA, Instrument for Pre-Accession, is an acronym that we should avoid. But okay, it's taxpayers' money that are channeled through the budget of the European Union, which is used for development purposes and for the purposes of accession. So North Macedonia, like all the other Western Balkan countries, receive enormous amount of funds in order to increase the standard of life of the citizens, increase the benefits to everybody, increase the inclusion of vulnerable people, increase the democracy, the governance, the functioning of institutions. We look at the Sustainable Development Goals, we look at the accession criteria of the country into the European Union. And all these funds, we can count on, in average, about 90 million euro per year. And to give you a comparison, the whole investment program of the country was 160 million euro almost last year. So we are, huge amount of funds are channeled in the way of projects. Support to national institutions, to local authorities. We have 37% of our funds are spent in municipalities. And then with civil society organizations, with farmers, business. So everybody is receiving funds in order to make something better. So as I say, normally projects are extraordinary activities that should bring your life a change. In our country, we are now using so-called IPA 2, so the program for 2014-2020. Can you tell us how satisfied are you by the effects so far? It's difficult that I'm satisfied 100%. But when we started with me here 2.5 years ago, we encountered a country which was devolving funds back to Brussels. And this for us is a disaster, because if policymakers are making possible to use certain funds, we should aim to use all the funds we have. Now we are much better, but still it's not as I would like to have. So this is why do you find the we reasons will work why more and more. The problems? Why institutions don't have capacity to absorb? Mostly it's a problem of capacity. Mostly institutions do not absorb the funds as they should. There are long procedures. When the funds are managed by national authorities, the procedures are very long. We are also guilty because we have to control. We have to be sure that the money spent, each euro is spent for something useful. So all this brings... It's not wasted. Exactly, and we should avoid corruption, we should avoid malfunctioning. So all this is complicated. So when we realized that too much funds were channeled through the national institutions, we decided to re-centralize the management of some funds. And this is why I'm saying it's going better now. Because if we are managing, if we don't contract 100% of the funds we have, we are responsible. Our internal contracting rates are very high. I am satisfied when I am at least 95% contracted and use of these funds. We are public officers. We serve the public. We need to do everything in order to be satisfaction for the public.
So this is a kind of message that me and my colleagues are always looking at. It's a great message actually for all public servants. The problem is that when the public administration is composed by many people who are only receiving the salary, which is a very small salary, we have to admit, but only receiving a salary and do not provide a service, and we should count only on few very committed public officials, then it's difficult to channel a lot of funds. Yes. Can you tell us which one of 5 components of IPA gave the biggest results? In IPA 1, so 2007-2013, the sector that absorbed less funds were agriculture and social sectors. For different reasons. Agriculture, because we are also very complicated. We ask the national authorities to do an extraordinary control of these funds, and the selection procedure to give grants to farmers, it is very long. We are now improving, the Ministry of Agriculture is improving, so we are much better now, but in the past it was a problem. The social sectors also because many tenders managed by national authorities did not materialize. And normally there is a cultural problem that people in North Macedonia, they have a difficult understanding of the word time and the word deadline. They are very good close to the deadline in doing things, but when things fail. So Mediterranean mentality, probably. It's Italian mentality. Unfortunately, Mediterranean, I said, but Italian it's also fine. You know, I'm coming from a region very close to Switzerland, so I am. Different. My friends say that I was delivered to the wrong side because I'm to Italy. So for me, time is very important. So we have 3 years after the program is approved. We have 3 years normally to contract the funds. And with national authorities, they only move fast in the last 6 months. They sleep for 2.5 years and they work in the last 6 months. In our delegation, we initiate the procurement immediately so that we can assure that the funds are contracted and being used. Now you mentioned the citizens, so you're, not only the institutions are users of this money, also the citizens are. So that's why you're among them, making these workshops, explaining to the people directly why this money are important and how can they have access to them. Can you see the effect of these meetings you're having? These workshops are one of the best things that we could have initiated. We already did 12 workshops in 12 different municipalities, and we will continue to do until, I say, until the 81 municipalities are done. In the sense that from these workshops, we get 2 important benefits. One is that the citizens, the civil society organizations, the farmers, the business person, the municipality staff understand better what is available for them and what they should do. Second effect is that we understand better what are the needs of people living in municipalities. We cannot rely only by communicating with the national ministries. So we are very much out of Skopje, and this is very beneficial for our intervention. So we can really, indeed now in this moment, the people are working on 4 questions. One of the questions is, considering all what we offer you, all the priorities we are putting in our programs because of your needs, what are the needs you consider that are not covered? So we can go home and do the next program with these needs included. That's the questions that you are asking the people. Now we are making this interview in Kočani. You are having here workshop. Yes. What are the questions that are coming from the audience? What are people interested in? The question normally that they come, and this is one of, I could summarize in one big demand. The big demand is, we need you closer to us. And we try to solve this. Indeed, we already programmed a program for municipalities that will be available in 1.5 year time.
for financing innovative projects together with European Union municipalities, because the accession is for the whole country, it's not for the government only, and for the citizens. So, in order to prepare municipalities for this program, in 1.5 years, we will start training one person per each municipalities. We will ask the mayors to appoint these persons in order to train them and to be EU focal points in municipalities. And then this person will be the better vehicles to transmit information to all citizens. Yes. Can you tell us what the country can expect now, having in mind the acceleration of the integration process for Macedonia, maybe increasing of the funds? Maybe you can make also a comparison with other countries. We will have soon. We'll have some good news, but I would like to wait for the good news before announcing. And definitely. You mean wait till June, till the summit, or it doesn't matter again? It is not only related to the European Council conclusions that we all hope will be positive. But it's related also to the fact that there was a big event. The names deal is a fantastic opportunity for the whole country, and I think that we are also showing to our colleagues in Brussels that the country can do more. So there is a positive trend. In this positive trend, there are always many problems that we have to face. This is why I love to be here, because I like problems. So every day there are problems, but apart of this, there are opportunities. And all what we do is to get more financial resources for meaningful activities, for meaningful projects, for helping young people to remain in the country. Because I think there is no meaning if we do all this work and by the time people leave, the North Macedonia will be part of the European Union, will be empty. So this is not possible. Thank you very much for your time, for the messages. You're very welcome. Thank you. Thank you. Во Европската Унија на површина од скоро 1,3 милиони хектари се простираат овоштарници, покажуваат податоците на Евростат за 2017 година. Нешто повеќе од 1/3 се однесува на овоштарници со јаболка, односно 473.500 хектари. 34% од површините, односно 160.800 хектари засадени со јаболка во ЕУ, се наоѓаат во Полска, а со 12% соодветно, односно со по околу 55.000 хектари, учествуваат Италија и Романија. Површините со јаболка на ниво на Европската Унија во периодот 2012-2017 година се зголемени за нешто повеќе од 5%, а најголемо зголемување е регистрирано во Полска и Романија за 12%, соодветно и Италија 7%. Намалување на површините со јаболка е забележано во Чешка за 24% и Словачка за 39%. Во нашата држава, според податоците на Државниот завод за статистика за 2016 година, јаболка се засадени на 5.898 хектари, што е 31,2% од скупните површини овоштарници. Споредено со 2013 година, регистрирано е намалување на површините со јаболка за 24%. Стапија на сила нови правила со кои се намалуваат трошоците, формалностите и бирократските процедури за граѓаните на Европската Унија кои живеат или работат во друга држава членка. Со претходните правила, граѓаните кои одеа на работа или живееа во друга држава членка на Европската Унија, например за регулирање на работниот однос, мораа да имаат заверени издадени официјални документи, како извод од родени, државјанство и така натаму, за да докажат дека документите се автентични. Според новите правила, овие заверки и бирократски процедури нема да се бараат повеќе, кога ќе се поднесуваат јавни документи во една држава членка на ЕУ, ако документите се издадени од властите на друга држава членка на ЕУ. Граѓаните исто така повеќе нема потреба да поднесат официјален превод или заверена фотокопија на нивните јавни документи во многу случаи. Истовремено, регулативата предвидува строги мерки за заштита од измами. За повеќе од 55% граѓани на Европската Унија, износот што нивното домаќинство треба да го плати за здравствена грижа не им представува финансиски товар. Од друга страна, 34%
изјавиле дека трошоците за здравствена грижа биле до некаде финансиски товар, а за само 11% граѓани на ЕУ таквите трошоци се висок финансиски товар на домашниот буџет, покажуваат податоците објавени од Европската агенција за статистика минатата недела, а кои се однесуваат за 2017 година. Трошоците за здравствена грижа се висок финансиски товар за 39,4% од граѓаните на Кипар, што е највисок процент во Европската унија. Од друга страна, за само 2,4% од граѓаните на Естонија, трошоците за здравствена грижа представуваат висок финансиски товар. Од нашето соседство, трошоците за здравствена грижа се висок финансиски товар за 32% од граѓаните на Бугарија, 14,9% од граѓаните на Србија и 15,6% од граѓаните на Грција. Во нашата држава, за 28,3% од граѓаните, трошоците за здравствена грижа представуваат висок финансиски товар. Инаку под услуги за здравствена грижа се подразбираат испитувања или третмани, односно лекување, рехабилитација, ментална здравствена грижа, како и превентивни медицински услуги. Со 225 дена врнежи во некои региони, Ирска е една од државите каде дождот го има дури повеќе од потребно. Токму големото количество на вода од дождот било мотивација за една компанија од Ирска да изнајде иновативно решение за прочистување на водата од дождот и користење на истата за пиење и за други потреби од вода во домот. Проектот, чиј буџет е 1,5 милиони евра, од кои 49% фондови на Европската унија, е иновативна технологија за прочистување на вода со цел да се добие најчисто можно, свежа, безбедна и природна вода за пиење. Системот за третман на водата користи само методи за природен третман, односно без употреба на хлор и без употреба на хемикали. Водата се третира со употреба на озон и ултравиолетова светлина, комбинирано со филтрација, за да се отстранат сите штетни патогени микроорганизми кои може да ги има во водата. Водата дождовница после прочистувањето низ овој иновативен уред задоволува високи стандарди на квалитет на вода за пиење. Уредот на корисниците им дава можност да имаат самостојно, децентрализирано решение за снабдување со бактериолошки чиста вода за пиење. Корисниците имаат можност да лечински постојано да го контролираат квалитетот на прочистената вода. Покрај за прочистување на вода дождовница, уредот може да се користи за прочистување на вода од бунари, површински води, вода од јавна водоводна мрежа. Има возможува на компаниите кои се занимаваат со собирање, прочистување и дистрибуција на вода за пиење да ја намалат употребата на хемикалии, со што се намалува штетното влијание врз јавните дистрибутивни инсталации за вода. Агенда 35 ќе продолжи да го анализира искористувањето на европските пари од страна на македонските институции и на граѓаните, а се разбира ќе правиме анализи како другите држави го прават тоа. Ви останете со програмата на Македонската радио телевизија и следете на тука секоја недела во 20 часот и 15 минути. Следете ни на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили. Се гледаме!